Здраво, драги пријатели, еве уште една епизода на емисијата Се кладиме, овој пат надвор од нашето студио. Поточно се наоѓаме во спортската сала на основното училиште Елпида Караманди, не случајно се наоѓаме тука. До мене е Роберт Митковски и Симона Стојановска. Ќе ни кажат поточно повеќе. Роберт ќе зборува за тоа како започна целата приказна за Пелистер волеј. На почеток 1991 година на некој начин несреќно заврши после 2 години, колку што сум информиран. Но понатаму повторно воскреснува на некој начин пред неколку години и доживува големи успеси Пелистер волеј, овој пат со женска постава. Здраво, Роберт, и кажи ни нешто повеќе за самите почетоци, на кој начин функционира целата приказна за Пелистер волеј. Благодарам на поканата, Маријан. Значи, не случајно се наоѓуваме тука во оваа сала Елпида Караманди. Тука беа првите почетоци, како што кажа ти, во 91 година, на иницијатива на професорот Илчо Белџигорски, кој што се уште работи во ова училиште и морам да го поздравам него. Како вчера да беше, се сеќавам кога случајно затропав на неговата канцеларија која се наоѓа токму во оваа склоп на оваа сала. И во самото влегување рече, еве Роберто, ти си 24-ти, јас целиот прошалници не знаев зашто станува збор, а во сушност станувало збор за одбојка, човекот формирал секција, значи, и јас не информиран заради мојата висина, ме пишал на списокот 24-ти, значи до тогаш воопшто не сум ни знал, не сум ни чул за овој спорт. Учев во ова училиште. Колку години? Тоа беше тогаш бев негде 8 одделение, се сеќавам, и практично тогаш започна се тука во оваа сала. На некој начин од ентузијазам, но како... На некој начин за ентузијазам, првичната негова замисла беше да биде како некоја секција која подоцна ќе прерасни во школа, што и успеа, за подоцна да прерасни во спортски клуб. На негова иницијатива беше повикан професорот Владимир Трифуновски, кој инаку е мој ментор понатаму, значи и мој тренер, прв тренер во мојата кариера. За подоцна да прерасни во клуб, односно првиот одбојкарски клуб во Битола Пелистер во 95-та година, 1995 година, дури тогаш успеавме да оформираме клубот и да се надпреваруваме во тогашната втора македонска лига. Какви беа резултатите тогаш? Дали се сеќаваш на... Да, се сеќавам, игравме во спортската сала, првите години започнавме доста импресивно, првите резултати 3 надпревари, 3 победи дома од 3-0 и веднаш весниците почнаа да пишуваат за Пелистер, затоа што бевме анонимуси, доаѓавме од град во кој што одбојката беше непозната. Па мислам дека се уште има некаков таков печаток, сега за сега малку се кршат тие табуа, заради тоа што одбојкарскиот клуб Пелистер волеј направи бум кај нас, пред се заради тоа што играат девојки прекрасни пред се и имаат претходната сезона направивте големи успеси исто. Така, да, па искрено кажано, кога го реафирмиравме клубот, бидејќи тој изгасна нормално заради финансиски причини првиот пат, кога го рестартиравме одново овој клуб, започнавме исто така со машки категории, меѓутоа не наидовме на голем одзив и на некои позначајни резултати. Иако доста имавме успешна екипа која имаше светла иднина, меѓутоа немаше некоја подкрепа, некоја база која може да се створи во иднина за да може тој клуб да живее во континуитет. Не сакајќи да ни се случи првото сценарио кога згасна првиот наш клуб, решивме паралелно да работиме со девојчина, што на наше изненадување наидовме на еден огромен одзив и од тој ден наваму сме во голем континуитет, односно од 2013 година практично работиме со девојчина. Само првата година можам да кажам дека во лигата во која игравме тогашна младинска лига не остваривме позначаен резултат, но за искуство за девојчината беше нешто неопходно за од наредната година па се до ден денешен да нема практично година во која не сме во Final Four, ако не и по 2 Final Four во годината и година во која не сме освоиле некој медал. Супер, мажите не ги играте, значи сега и да сакат мажите нема шанса некако да се вклучат во одбојкарскиот клуб. Дали постои шанса? Искрено да ви кажам, постои шанса, но сме спречени само од 2 едноставни причини, од можноста од капацитетите со кои располагаме, односно стручниот кадар кој што го имаме како потенцијален во нашиот град, затоа што сме распринети на сите страни. Тука сме 4 тренери, работиме со сите можни категории со девојчината и верувајте, значи имаме околу 18 термини неделно, вклучувајќи и надпреварите, што навистина е премногу.
така да и немаме ни доволно капацитети, просторни услови, значи сали, термини и така натаму, за да можеме да се посветиме и на машката одборка, што не значи дека во иднина нема да се обидиме да направиме нешто, да. Тоа ми беше и следното прашање, колку нашиот град успева да обслужи со капацитети и отвореност од страна на самите институции. Зборувам сега веќе во основни, во средни училишта, се салите каде што имате тренинзи, дали има доволно слух од самиот град? Така, значи подолго време веќе во нашиот град има на ниво на општина донесена одлука со која што младинските категории, односно клубовите кои што се прврувуваат во прва лига, имаат приоритет да добиваат термини, за тоа им благодарам многу, значи без таа мерка не ќе можевме едноставно да дојдеме на ред, да работиме со овие деца и со овие категории. И од тој аспект е се во ред, меѓутоа сепак мислам дека фалат капацитети кои ќе бидат неучилишни, значи неучилишни сали, затоа што училишните сали се зафатени до таму касно во ноќта, не до кај 7-8 часот попладне, така што времето за тренинг и за работа е многу кратко, имајќи предвид дека веќе после 11-12 сатот е невозможно да се работи. Колку вкупно членови брои? Школата и клубот, тоа всушност на кој начин функционира? Има школа, има клуб. Тие што се дел од школата со напорни тренинзи, со одредени резултати, понатаму влегуваат во клубот, претпоставувам. Па клубот за сега функционира на партнерство со предсес со спонзорите кои ги има, значи и со поддршка од општината. Школата како школа, без неа не би можел да опстае клубот, значи ние сме поборници да приоритет има баш таа школа, бидејќи не сакаме да ни се случи некој вакуум во иднина, сакаме во континуитет да функционираме, во континуитет да работиме, имајќи предвид дека Битола не е најголем град во Македонија, има постојан одлив на млади членови кои заминуваат дел за студии, кои за живење во други градови, така да мораме нон-стоп да работиме со тие млади категории. Вкупниот број на членови кои што го броиме во овој момент се ближиме до бројката од 200 членови, што и не е така мала бројка на наше изненадување. Мислам дека сме на границата со капацитети на спрема с просторните услови кои ги имаме закупено на годишно ниво. Така, едно прашање до Симона, да не се и цело време така. Симона, ти од кога прв пат дојде во самата школа и кога прв пат почувствува потреба да дојдеш во одбокарската школа? Па јас пред одбојката тренирав многу други спортови, како што се тенис и ракомет, но за одбојката слушнав преку мојот татко, бидејќи се колеги со мојот тренер, така што тој ме запиша на одбојка и јас се заљубив всушност во одбојката. Ја тренирам веќе не знам 6 години, но посериозно започнавме да тренираме некаде 2015 година, а мојот најзначаен успех е всушност и 2016 година, кога го освоивме првото сребро во кадетската лига. Медали, така? Па не, да. медалите. Го чуваш дома. Тука е. Тој ми е најзначаен медал, бидејќи тогаш кога тој ни беше првиот и таму бевме задоволни што воопшто и влеговме во Final Four, а со тоа што го освоивме среброто, од тогаш ни започна нашата низа на успеси и до ден денес немаме Final Four каде што не сме освоиле медал. Супер, едно прашање имам. Кои се барем 3 предиспозиции да се занимаваш со одбојка? Те прашам тебе си. Па зависи од позицијата на која што играш, но доколку не си либеро, основно е да бидеш најважно е, односно да имаш висина. Да си посветен е многу важно, тоа не е предиспозиција, но сепак доколку сакаш да успееш, предиспозициите може да бидат ставени на втор план, доколку ти сакаш да сработиш и да стигнеш каде што си замислил. Па не знам, висината е всушност и најважна. Па добро, ние битолчани мислам сме специфични по тоа што имаме прекрасни девојки, па и благодарение на Роберт и целата екипа која што работи со клубот, на некој начин ни создава прекрасни битолчанки, по тоа е брендот на нашиот град. Едно прашање имам следно околу финансиската конструкција, на кој начин функционира и која е одржливоста на целото нешто. Веќе, како што спомена, неколку години функционирате, претпоставувам се од тешки маки да се избори и да се изменаџира целата оваа приказна. Како се издржува? Дали има доволно поддршка? Дали треба нешто плюс да се направи? Тие работи ме интересираат. Секогаш треба нешто плюс да се направи, нормално за поголеми успеси потребни си поголеми финансии, но благодарение на Агенцијата за млади и спорт и на законот кој што функционира последниве години, можам да кажам дека наидовме на убави резултати, односно на можност за една светла иднина во спортот, со данокот за донации, односно со данокот на ослободување на данокот на добивка на фирмите кои што остваруваат добивка. По тој повод ние минатата година остваривме едно партнерство со обложувалниците Евротип, остваривме партнерство, значи со нив и благодарение
На нив минатата година ја завршивме без никаков проблем, значи успешно. Се надеваме дека и оваа година ќе продолжи нашата соработка. Во тој поглед државата навистина вложи многу. Се надевам дека ќе продолжи во континуитет, бидејќи оваа година се стави некоја рамка финансиска од која не може да се излезе надвор. Се надевам дека таа рамка ќе расти во иднина и со тоа ќе растат и можностите и капацитетите не само на Пелистер воли, на сите школи и клубови кои што функционираат во нашата држава. Кои се идните цели на самиот клуб? Дали некако гледате како би се развивало понатаму, што на кој начин би се допирало на повисоки лиги, надвор од нашата држава? Знам дека имате веќе настапувано надвор, мислам имате играно. Што понатаму, кои се целите? Па во иднина, искрено да ви кажам, сметаме да го задржиме еднаш ова ниво, овој континуитет и мислам дека со континуиран раст оваа поддршка за која што предмалку зборував, мислам дека не е ни така тешко да се излези и надвор од рамките на нашата држава, да се надпреваруваме во некои од европските купови. Тоа впрочем неколку одбојкарски клубови оваа година за прв пат после 10 години во нашата држава го остваруваат, пријавија учество во тие европски купови, благодарение повторно ќе кажам на финансиската поддршка која што ја овозможува овој закон, за кој што реков се надевам дека во иднина ќе оди уште нагоре и мислам дека иднината се базира токму тука, склучување на професионални договори со сите играчи. Секако тука поддршката од општината се надевам дека и во иднина ќе биде уште така поголема. Не сме ние поборници дека општините мора да се носители на клубовите, значи тие треба само да помагаат, односно да отвараат наши порти, партнерства со стопанствениците, со фирмите кои што се блиску до нас, значи со кои што можеме заедно да остваруваме уште поголеми резултати. До Симона едно прашање имам, што подразбира да си одбојкарка? Каков начин на живот во таа смисла? Какви тренинзи еден ден, како функционира еден тренинг, од што треба да се откажеш, што треба да вложиш? Многу што се моја генерација, односно на моја возраст, ни се и воодушевуваат и чудат на нашата посветеност, што нашето слободно време на нашите адолесцентни години ги посветуваме всушност на спортот. И тоа не знам, можеби го гледат како нешто вообичаено, но нас тоа не исполнува и ние сакаме да го посветуваме нашето време, всушност наместо на излегување, да одиме секој ден на тренинзи. Најголемо изненадување е за нив што петоците и саботите ни се зафатени со одбојката, така што ние единствено излегуваме за празници, но тоа е еден процес и начин на работа на кој со текот на времето се навикнуваш и подоцна не ти представува никаков проблем да го водиш како нормален начин на живот. Сега ти си средно образование, така? Четврта година. Следно? Факултет? Дали остануваш тука или заминуваш некаде? Заради тоа што баш што ја спомена приказната Роберт дека многу дел од нашата младина како некој природен процес заминуваат надвор од нашиот град да студираат, да се образуваат и некако за жал често пати се случува да се направи прекин на она што низ годините го граделе, го сонувале, сакале да го проложат тој пат, но на некој начин станува прекин и тука завршува. Токму затоа јас кажав би сакал не само ние како клуб, него и останатите и дали тоа да биде стратегија на нашиот град, ќе кажам на општината, се повеќе да се вложува во младите категории, затоа што само на тој начин ние нема да стигнеме до таков прекин, како што ти кажа, значи ќе има континуитет, ќе има успех и понатаму. Нормално, нашата цел е во иднина овие кадри кои што се одлеваат, во иднина кога ќе се вратат да се посветат повторно на нашиот клуб, значи да вратат повторно таа љубов тука во овој клуб и тогаш да ги оствариме нашите високи достели и замисли, што не е така можеби кратко, но тоа е наша една замисла, една цел која сакаме во иднина да оствариме. Значи, каде продолжуваш понатаму? Па јас планирам моите студии да ги продолжам со Скопје, па така што истовремено и мојата кариера одбојкарска да ја продолжам во Скопје, во некој од екипите кои се напреварува во првата државна лига. Не знам се уште која би била, но се надевам на најдобро. Значи, за жал не напушташ тука. Добро, како и да е. Бројот од сите сега што се напреваруваме во прва постава во првата државна лига, заминуваме 90%, односно од надпреварувачите што бевме, заминуваме надвор за студии. Така што сега за Пелистер воли ќе биде една нова генерација која можеби ќе им биде прво искуство да се напреваруваат на одреден број во првата државна лига. Како и да ти посакуваме среќа, се надеваме дека ќе се вратиш пак повторно во Пелистер воли и дека ќе имаме уште поголеми успеси. Како се справувате вие, Роберт, со целата оваа приказна? 90% заминуваат, пример. Дали ти паѓа тешко, вака како за години веќе си на некој начин си вложувал дел од себе си, енергија, љубов, внимание, тренинзи?
Во исто време ни паѓа тешко, но и голем предизвик, можам да кажам. Ние како тренери, тоа е основната наша функција, да создаваме нови кадри, значи да вадиме оној потенцијал кој што го имаме во младинските школи, да го извадиме на едно повисоко, да го издигиме на едно повисоко ниво. Мојот колега Владимир Трифуновски, за кој што пред малку спомнав, денес патува за Словенија на еден семинар. Морам да го поздравам, да му посакам успешен престој таму. Неговата агенда беше, кога јас бев како нив така малечок, работа и многу работа. Значи, едноставно не можеме со ништо друго да се справиме, освен со многу работа, освен со многу вложување во тие школи и буквално работиме и во летниот период, можам да кажам практично застануваме само еден мал временски период, крајот на јули и почетокот на август, кога имаат целосен одмор, инаку останатото време се целосно посветени, ако не во салите, тогаш во теретаните. Значи, кондициони припреми и така натаму, не престануваме ни во зимскиот период, ни околу Нова година, она како што кажа Симона, само некои празници се слободни, тоа е се, иначе инаков метод за справување со одлив на оние кои што досега работеле, не би можели, не ни знам. Значи. Јасно. Ајде кратко за минатата сезона, како поминавте и зашто се овие, што освоивте? Да кажам дека е најуспешна сезона во нашата историја, од нашето постоење. Освоивме првата шампионска титула со пионерките, освоивме бронзен медал со младинките, загубивме во малото финале, за жал. Со кадетките освоивме 6-то место за прв пат со првата лига. Нашиот град доживеа да има полуфиналист во Купот на Македонија, како една од најмладите екипи кои што играат во првата државна лига. Се пласиравме во погорниот дел на, односно во горниот дел на табелата, во поквалитетниот сегмент на надпреварување во Final Six. Значи завршивме таму шести, иако на полусезона бевме четврти, остваривме преубав резултат, значи за нас тоа беше над нашите очекувања. Нормално беше посакувано, но беше над нашите очекувања. Се надевам дека за многу брзо ќе достигнеме и уште поголеми резултати. Имавме признание од градот Битола за најуспешна младинска екипа за 2018 година, морам да ја спомнам. Го освоивме турнирот во Прилеп 11 октомври. Го освоивме турнирот во Битола кој што го организираме секоја година, кој што оваа година се надеваме ќе биде и меѓународен, значи повторно 2 години имавме ние тука меѓународни екипи. Минатата година не успеавме да обезбедиме, но оваа година дефинитивно повторно ќе биде и турнир со меѓународен карактер. Супер, мислам, нема крај на награди, на успеси, ви посакувам уште поголем успех на самиот клуб, уште поголем развој, поголем слух од локалните фирми, поддршката од самата општина, од државата и најмногу пред се од новите одбојкарки. Се надевам дека ќе има и нови млади одбојкари. Искрено кажано да, затоа што ќе има, затоа што само за неколку дена ни доаѓа пионерската репрезентација овде во Битола. Тоа е втор пат, минатата година беше младинската репрезентација тука на припреми. Ние имавме играчи и во младинската репрезентација тука од Битола, еве и оваа година имаме играчи во пионерската репрезентација. За сега се 3, се надеваме дека сите ќе опоминат тој непоследен филтер и дека трите ќе успеат да продолжат понатаму. Минатата година јас бев со младинската репрезентација како тренер на Балканскиот шампионат во Србија. Ова година тоа е професор Владимир Трифуновски, исто така како тренер со пионерската репрезентација. Исто така оди на Балканско првенство во Србија. Така што сметам дека и ова година ќе заокружиме како една најуспешна. Ви посакувам успехи, пред се еден апел до младите, спортувајте и работа, само работа да стигнете до успех. Фала ви многу. Ти благодарам, Марија.